1200 семејства посетиле Велешките социјалдемократи, ја спроведуваат кампањата Отвори врата за иднината. Веќе 10 дена тимови на партијата ги посетуваат велешани во своите домови, ги слушаат и запишуваат нивните предлози како да се подобри животот во градот. Граѓаните се многу задоволни од нашиот гест да ги посетиме дома, за да ги слушнеме нивните ставови, размислувања и предлози. Желни се за соработка и со задоволство даваат многу идеи за тоа што треба да се направи во нивната улица, мало, населба, село, како и за работи кои се од заеднички интерес за градот Велес. Идеите и предлозите на велешани СДСМ ќе ги внесе во изборната програма за предстојните локални избори. За сега не откриваат какви се предлозите на граѓаните. Најмногу поплаки имале за лошата економска состојба. Граѓаните изнесуваат своји размислувања за тешката живеачка која ја имаат денес граѓаните на Велес. Потоа даваат идеи за тоа што треба да се направи во нивната уличка, мало. Исто така даваат и своји размислувања генерално што треба да се направи во општина Велес. Ние во наредниот период ќе излеземе со конкретни информации околу нивните предлози и размислувања. Акцијата Отвори врата за иднината е продолжение на кампањата Работно лето, велат во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 11 кривични дела, меѓу кои едно убиство, ја одбележаа изминатава седмица. Секторот за внатрешни работи регистрирал 6 кражби, оштетување на туги предмети и едно кривично дело телесна повреда. Кратците овој пат одзеле златен накит, пари, лаптоп и други предмети. 6 пати бил нарушен јавниот ред и мир со учество во тепачка, лажно представување, карање и викање, а било омаловажено и овластено службено лице. Изминатата недела полициски службеници извршиле контроли во гостителските објекти лоцирани во градот. При контролите не констатирале кривични дела или прекршоци. Во основните училишта пак продолжуваат активностите за заштита на децата во сообраќајот. Изминатата недела биле одржани дури 8 трибини на таа тема. Во истиот период регистрирани се и 6 сообраќајни незгоди, од кои 4 во населено и 2 надвор од населено место. Во сообраќајките 2 лица се здобиле со телесни повреди. Полицијата се уште ги утврдува причините за настанатите незгоди. Повеќе прекршоци се констатирани и во делот за безбедноста на сообраќајот на патиштата. Да се зголеми ефективноста на факултет или работното место. Ова е целта на обуката Управување со време, организирана за студентите на Технолошко-техничкиот факултет. Таа треба да им помогне на студентите правилно да го искористуваат времето во текот на денот. Обуката ја организира студентскиот парламент, предавача Валентина Јовева. Обуката има за цел ние како млади граѓани, како студенти, да научиме како би менаџирале со времето, како да најдеме начин да ги завршиме своите обврски во текот на денот, односно да ги научиме техниките и приоритетите со кои денес во рамки на високообразовната институција, утре во рамки на работната организација би ги извршиле своите поставени цели, задачи и нормално би нашле време за забава, дружење и рекреација, што е голема потреба на секој млад човек. Од студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет велат дека обуката најмногу ќе им помогне на студентите кои освен обврските на факултет, дел од времето одвојуваат за хонорарна работа. Верувам дека ќе им помогне многу за да може да оценат како би го потрошиле, односно како би го планирале времето. Значи, некои студенти кои што работат, паралелно со тоа и студираат, како да најдат време да направат некој план во текот на денот, значи да научиме како би ги подредили нашите обврски за да се најде време после работата, после обврските на работното место да се нормално да се научи и да се дојде на факултет во рамки на сесиите и да нормално да извршуваат и тековните обврски кои што се тука. Обука за управување со времето се организира прв пат за студентите на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Истото предавање ќе се организира и за студентите на дисперзираните студии во Кичево и Битола. Унијата на млади сили и Унијата на жени на ВМРО ДПМН се приклучија во акцијата на Народната библиотека Гоце Делчев за собирање на книги. Тие денеска собраа 150 книги и лектири кои ќе бидат наменети за децата од СОС Детското село.
ВМРО-ДПМН е партија која континуирано ги афирмира и инвестира во вистинските вредности кои го движат општеството напред. Книгите, образованието и стекнувањето нови знаења се несомнено едни од тие темелни вредности, во кои ние како партија, но и како поединци цврсто веруваме и ги поддржуваме. Со оваа акција од неполитички карактер, УМС има цел да укаже на важноста од создавање навика за читање кај младите, уште од најмала возраст, како и да ги поттикне учениците да читаат што повеќе книги, а воедно и да го збогатиме книжниот фонд во библиотеката на СОС Детското село. Тенисот како училишен спорт кој ќе се учи на часовите по физичко воспитување. Ова е заеднички проект на тенискиот клуб Борец и основното училиште Блаже Конески. Учениците од второ одделение, часот по физичко, денеска го одржаа на импровизираниот терен за тенис до училиштето. Најголем дел од нив за прв пат фатија рекет во рака и го удрија жолтото топче. Целта е младите да го засакаат овој спорт и во иднина можеби професионално да се занимаваат со него. Посебни вежби има за оваа генерацијска група, тоа што треба да им го презентираме тенисот како еден вид забавна игра, така да кај некој дел од овие дечи им се вроди љубов и да почнат да тренираат тенис. Додека не стужи времето, решивме да ги организираме вие акции. Пошто како клуб немаме услови на друго место и самите гледате како се организирате. Освен учениците, ваквата активност ја поддржаа и одделенските наставници. Тие велат дека спортот е многу важен за развојот на децата и часовите по физичко не треба да се пропуштаат. Ова како идеја е одлично, јас го поддржувам. Јас во принцип многу често часовите по физичко образование од учениците ги носам што тука, што во училишните сали во нашето основно училиште Блаже Конески, дејќи самото училиште нуди одлични услови за одржување на часот по физичко образование и мислам дека тоа е час што не сме да се прескокне, бидејќи спортот е доста важен како составен дел од животот на децата. Од тенискиот клуб Борец велат дека во наредниот период вакви презентации ќе организираат во сите основни училишта во Велес. Утре стартува петото издание на меѓународниот фудбалски турнир Велес 2012 за играчи родени во 2000 година. На градскиот стадион ќе настапат 6 екипи: Славија од Бугарија, Пикси Пале од Босна, Лесковац од Србија, македонските партизани Статов, Вардар и домакинот фудбалската школа Велес. Надпреварите ќе се одржат во 2 дена. Првиот ден екипите ќе се надпреваруваат во групи, а на 11 октомври во четврток ќе се одржат средбите за пласман. Организаторите очекуваат квалитетни надпревари. Тренерите сметаат дека овие турнири се многу значени за младите играчи за добивање на искуство и снаоѓање на фудбалскиот терен. За прв пат оваа година излегуваме надвор на природна трава, на терен со нормални димензии, од проста причина што децата кои што ќе играат на овој турнир се родени 2000 година, значи се однесува за генерацијата 2000 година, и тие како пораснаа, нормално дека излегуваат на поголем терен да играат, а од идната надпреварувачка сезона и официјално тие мора да играат на терен со нормални димензии или на големо фудбалски игралиште. Околу 100 деца од 6 фудбалски екипи во наредниве 2 дена ќе се надпреваруваат, но и ќе другаруваат на теренот и надвор од него. Сите се надеваат дека ќе бидат победници, но и дека еден ден ќе настапуваат за големите фудбалски клубови како нивните сегашни идоли. Играм на позиција заден везен. Својата иднина си ја гледам во екипата на Реал Мадрид. Мојот идол е Месут Озил. Секоја екипа сака да освои прво место на турниров и ние сакаме прво место и ќе одиме на прво место да земеме. Меѓународниот фудбалски турнир Велес 2012 е дел од програмата за спорт на општина Велес.